И покрај сите искушенија, поради густата магла, ние пристигнавме точно на време на самиот почеток на утринската богослужба во манастирот на преподобномаченик Николај Нов. Слободно можам да кажам дека е ова прва организирана поклоничка група од Македонија, која што доаѓа да го посети манастирот на овој преподобномаченик Николај Нов и да се поклони на неговите свети мошти. Радоста ни беше безмерна, затоа што имавме недоволни информации дали и кога би започнала божествената литургија, која што на голема радост на сите веќе ми ја доживеавме преку разгласот на манастирската црква. Во најголема тишина и со голема почит влеговме во храмот во кој течеше божествената литургија, утринската богослужба, се поклонивме и на гробот на светиот преподобномаченик Николај Нов. Полека нашата душа, нашите очи, сите наши сетила се потрудија да се ја прима целата молитвена атмосфера, но на наша најголема радост беше изворот на благодатта која што ја почувствувавме, но и кога ја видовме, здогледувајќи во ковчежето, од која извираше таа благодат, а во која се наоѓаше дел од неговите свети мошти. Полека и тивко приоѓајќи, целувајќи го Евангелието, во исто време се насладувавме на миомирисот кој што извираше од малото ковчеже, каде што се наоѓа дел од неговите свети мошти. Богослужбата ја водеше отец Тимотеј, Јеромона и архимандрит и игумен на манастирот. На почетокот храмот беше полупразен, но полека на големо изненадување на сите, надоаѓаа големи групи на луѓе, колку мештани, толку и од подалечни места. И храмот веќе беше претесен да не собере на крај сите. Секако добивме благослов од Отецот да може да направиме мала снимка за спомен и јас ги доловив двата најзначајни моменти, а тоа е Евангелието и ходот со потирот крвта и телото Христово и секако најнакрај нашето причестување со светите божествени Христови тајни.
και ορθοδόξο χριστιανό. Μυστικιος Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Зборовите секогаш не се доволни за да може да ја опишат нашата внатрешна духовна радост, која што владееше во нашите души, во нашите срца, а посебно радоста дека без никаков проблем ни беше благословено да приидеме кон чашата на спасението, да се причестиме со светите тајни, крвта и телото Христови, а при тоа не пропуштувајќи повторно да земеме благослов од светите мошти на преподобномаченик Николај Нов. Не можеме да не го долова моментот на нашата радост, кога сите гушкајќи се меѓу себе, после причестната, после благодатта која што ја примивме, повторно поклонувајќи се на светите мошти на преподобномаченик Николај. Но да не го заборавам да го споменам и моментот дека бевме многу топло примени од сите луѓе околу нас, кои што со својата љубопитност посакаа да дознаат од каде сме. И никому не му сметаше зборот Македонија. Напротив, имавме момент кога една сестричка толку силно ја изгушка сестра Марија да при прашањето што се случува, она само рече добив голема љубов. Покрај духовната храна и телесно се нахранивме и бевме угостени и во манастирските простории на трпезата на љубовта. Така да сега бевме спремни и молитвено да застанеме пред дрвото на кое бил мачен и убиен преподобномаченик Николај Нов. Додека се читаше акатистот кон преподобномаченик Николај Нов, да кажам дека негдека од 12 век навамо се случува едно големо чудо во овие простори. Не само од ова дрво, него од сите дрва во ова место, на 9 мај, кога се слави погибелта на преподобномаченик Николај Нов, во изобилие тече крв од секој ливце, од секој гранче, од секој жбун. И таа крв е дадена на испитување и е докажано научно докажано дека се работи за крв која што е идентична на човечката крв, освен што не ги дава белезите на крвна група. Благодарение на таа крв која што луѓето ја добиваат со благослов на Бога, се исцелиле многу луѓе од тешки болести, кожни болести, од болеста на ракот и од други болести. Во текот на целата година само ова дрво цело време дава принос од крвотечение. И самите имате можност да го видите тоа. Така да сите на некој начин примивме благослов од таа крв, дури ставивме во света водичка за да може да однесеме дома и да дадеме приноси на нашите мили и драги. Бевме благодарни, срекни и благословени.